Игрорната магија танец синоѓа во преполната сала на Штипскиот дом на култура ги одбележа 7 децении постоење. Концерт за паметење, впечаток што долго ќе остане во меморијата на штипјани. Многу е убаво вака. Да ти кажам, тебе виж, карти нема виш. Се се испродаделе, значи луѓето сакат на такво да дојдат. Многу убаво. Треба така да се дружиме сите, млади, стари, сите заедно. Освен штипјани, магијата на македонското оро ги обзима и 30 швајцарци, кои, како што велат, специјално за овој концерт се во Штип. Поривот да се осознае уникатниот нерамноделен ритам во македонскиот фолклорен акорд е нивниот мотив. Музиката и играта, уникатниот ваш фолк ритам што кај нас во Швајцарија го нема, за нас е повеќе од предизвик да бидеме тука. Особено сме поттигнати од желбата да го научиме вашиот уникатен во светски рамки нерамноделен музички ритам. Затоа и упорно ги вежбаме вашите ора кај нас, но под стручен надзор на маестро Алачки. Разликата е очигледна. Вие сте повесели, порасположени, вашиот фолклор е повеќе разигран, ритамот е доста динамичен. Тоа е она зашто специјално со авион дојдовме тука, да го научиме и да го практикуваме низ играње на вашите ора. Главен во наводници виновник што на штипјани им го приреди ова незаборовно музичко искуство е Горан Алачки. Мотото дека музиката не познава и признава граници е негов императив. Нашето оро да се игра и во Швајцарија. Тие дојдаа овдека да осетат таа енергија, затоа што ова за нив беше една убава експресија, убаво чувство што има шанса, поред она програма што имаме зададено, да посетат уште еден од нашите бисер убави градови, како што е Штип, јас како што им објаснив, главен град на Источна Македонија. Импресиите од она што го покажа танец на сцена ги сподели и таткото на градот. Навистина е предизвик и навистина е прекрасно чувството кога гледаме преполна сала во Центарот за култура, преку 600-700 наши сограѓани. Сепак, по 70 години работа и афирмација на македонската култура по сите светски меридијани. Кој е танец? Танец е професионален ансамбл, не работиме со млади генерации, со млади категории. Танец бара исклучиво изградени ликови, изградени игрорци, музичари и пејачи кои што се професионалци, бидејќи нели национална институција и бара професионализам на едно друго ниво. Единствена мисла на штипската публика по завршетокот на изворениот концерт на танец беше ова што на сцената го видоа да се повтори повеќе пати.